Американската амбасада ја поддржува одлуката на обвинителството да ги испита сите наводи за корупција и да ги гони како оправдани, засновани врз законот и веродостојни факти. Секој за кој се тврди дека ја злоупотребил довербата на јавноста мора да биде одговорен е ставот на амбасадата по апсењето на Катица Јанева. Незиното приведување пак предизвика домино ефект. Одбраната на дел од обвинетите во Титаник, случај за изборни манипулации, еден од клучните на СЈО, денеска побара прекин на постапките. Аргумент што го користат адвокатите е фактот дека шефицата на СЈО е осомничена во скандалот рекет. Со овој потек дополнително се комплицира ситуацијата во која се наоѓа специјалното обвинителство и се зголемува притисокот за брзо носење на законот за јавно обвинителство со кој се дефинира идната позиција на СЈО. Ова е причината зошто е решавачки да се донесе закон за јавно обвинителство како дел од поголемите напори за градење и зајакнување на трајни институции засновани на владењето на правото. Ова ќе осигура дека специјалното јавно обвинителство може да продолжи со својата важна работа и да продолжи да ги следи своите случаи без прекини, што пак ќе помогне на Северна Македонија да напредува во интеграцијата кон НАТО и Европа, соопштуваат од амбасадата на САД. И владеачкиот СДСМ пак повика на носење на законот. Очекуваме како партија и јасно апелираме дека на првата седница по завршувањето на одморите на пратениците ќе биде законот за јавното обвинителство. Суштинска е потребата од носењето на еден таков закон, а се во интерес на воспоставувањето на правната држава во Република Северна Македонија. Очекувам сите мои колеги пратеници дека ќе се издигнат на вистина над партиските интереси и во функција на правото, правната држава, секако во интерес на граѓаните, со консензус да го донесеме законот за јавното обвинителство. За текстот на законот што е поднесен во собранието засега нема договор со опозицијата. Во однос на тоа каков законски текст ќе биде вклучен за да се донесе закон, потребен е консензус, за да биде постигнат консензус. Прашање е колку власта сака и натаму да турка скриемна амнестија за државната мафија и оние што се вклучени во рекет, Леонардо. Во вторник е закажана собраниска седница за законот за јавно обвинителство. За негово усвојување неопходно е двотретинско мнозинство, кое власта засега го нема. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.